Земјоделството е еден од најчувствителните сектори засегнати од климатските промени, а воедно и најзначаен сегмент за развој и економска стабилност на руралните области во Македонија. Негативните ефекти од климатските промени, појавата на екстремни временски услови кои се карактеризираат со нагли температурни промени, се сериозна закана за борбата за намалување на сиромаштијата и обезбедување доволно храна за светската популација која е во континуиран пораст, токму поради изложеноста на земјоделството како еден од најчувствителните сектори засегнати од климатските промени. Фондацијата за поврзување на природните вредности и луѓе преку серија обуки ќе им возможи на 15 советници од АПРЗ да го напредат своето знаење за адаптација на земјоделството кон климатските промени во рамките на проектот зголемување на сигурноста за производство на храна од страна на малите земјоделци во рурална Македонија. Денешните теми се поврзани со управување со води и земјишта. Темите ќе опфатат консолидација на земјиште, како да се справиме со поголемо количество на вода, да не се случи на стајковци лани, како да се справиме со суши, како да се насочиме да пораките кои што сакаме да ги пратиме на земјоделците бидат представени на ефикасен и разбирлив начин, за да можат утре задутре да си ги применат стекнатите знаења. Понатаму тоа знаење советниците преку изграден курикулум, соодветно одбрани теми, ќе може да го пренесат на своите колеги, на останатите колеги низ Република Македонија, како и до секој земјоделец во Македонија. Проектот предвидува и студиско патување во Турција, односно посета на фарма која има повеќе од 150 вработени, со цел да се увиди начинот на работа и функционирање. We are going to visit this farm to try to understand how the system was established. Ќе посетиме таа фарма за да видиме како беше воспоставен тој систем. How she cooperates with other farmers to supply the demand. Како соработува со другите фармери за да ги задоволи потребите. How are the relations of the farmers with the extension officer in that region? И какви се односите на фармерот со советниците од националните агенции за поттикнување на развојот на земјоделието? Како последна активност од проектот зголемување на сигурноста за производство на храна од страна на малите земјоделци во рурална Македонија е работа на терен со неколку земјоделци. Проектот е финансиран од НУФИК, холандската програма за стипендии.